Бројот на хоспитализирани пациенти настрадани во пожарот во Кучани надминува 160, вклучително и тие 16 сместени во приватните болници, соопштуваат здравствените власти. Вкупно состојбата е 89 пациенти кои што се згрижени во клиничкиот центар и во Штип и во 8 септември и Стара Градска. Што се однесува до пациентите кои што се во странство, вкупно од доста Бајлево имаме вкупно 76 пациенти кои што се транспортирани во странските клиники. Последни се транспортирани ноќеска во Хрватска 2, во Атина 3, во Виена 2 пациента и во Словенија 2 пациенти. Бидејќи во регионот се пополнети болничките капацитети, другите пациенти ќе се испраќаат во Италија, Холандија и Белгија. Директорот на ФЗОМ Сашко Клековски истакна дека владата ќе ги покрие трошоците за пациентите да бидат придружени од родителите или други роднини. Во моментот ситуацијата е таква да и капацитетите во соседството се исполнети и веќе ангажираме подалечни дестинации. Се трудевме заради близината, прво да реагираме, тоа беа првите вчерашни реакции да бидат Грција, Бугарија, Србија и Турција како најблиски дестинации. Веќе таму се воглавном пополнети капацитетите. Од денеска веќе можеме да ги спраќаме луѓето на подалечни дестинации. Меѓутоа владата веќе донесе одлука да и се овозможи родителите да бидат со нивните деца или партнери или кој веќе е потребно да патува. Пациентите се со изгореници од 2-3 степен, вели директорот на болницата 8 септември, Синиша Стојановски, кој додава дека нема пациенти во критична состојба. Најчесто се распределени на главата и шаките, затоа што предпоставувам кровот е прв кој што се запалил, па лицето и заштитата од она што било како паѓање на огнени јазици, веројатно е причина што таму се дистрибуирани. Другиот дел од повредите кој што ја прави сериозноста на клиничката слика поголема се вдишувањата на врел воздух и отровни гасови од согорување на материјалите, и третиот тип на повреди се оние кои што настанале во борбата за живот, практично кога едни преку други пациентите поминувале, и тие се повреди од трауматски карактер во форма на набиеници, скршеници. Здравствените власти уште еднаш апелираат сите лица кои таа ноќ биле таму кога се случила несреќата во дискотеката Пулс да се јават што поскоро на преглед во болниците.